36 работни часа и господска работна недела. Гласен текстилец побере и за работниците, отколку вчера во јавноста излегоа детали од новиот закон за администрација со кој ваквата можност им се дава на административците. А работниците од приватниот сектор се оние кои што работат и оние кои што ја обезбедуваат платата на овие од јавна администрација. Значи, ние не бараме да не има 36 часа работни, меѓутоа ако има нека важи за сите подеднакво. Доста ни е веќе од вакви закони каде едни граѓани се ставаат во попривилегирана положба од други. Рамноправност пред законите и иста работна недела за државно и приватно вработените бараат и граѓаните. Не работата некој 4 сата, некој 18, некој 12 сата. Работа треба да биде исто за сите. Секој пат тај што беше на норма, тај ромбаше, други државчите си сега зимат пари. И още зимат пари така. Не само за нива, треба да за сите работници. Гледате ви, а другите не ги гледате. Обичните работници и по конфекциите. Полното работно време на административните службеници изнесува 36 часа неделно, односно 8 часа дневно од понеделник до четврток и 4 часа дневно во петок, доколку со закон или колективен договор поинаку не е утврдено. Стои во членот 55 од Законот за администрација. Предлагачот на овој предлог закон да си го врати законот назад. Бидејќи не може цело време некој да ги става јавната администрација во поповолна положба за разлика од работниците од приватниот сектор. Предлог законот е на Министерството за информатичко општество и администрација. Истојот е во нацрт верзија и допрева ќе треба да се филтрира. И јас верувам дека граѓаните ќе си кажат тоа што е реалноста во државата. А реалноста е прво дека сите, ако сакаме швајцарски плати, треба да работиме многу повеќе од таа продуктивност што денеска имаме. Сите, почнувајќи од себе, па секако до сите работници вработени и во приватниот и во јавниот сектор.